Владата преговара за инвестиции во вредност од 5 до 6 милиарди евра за капитални проекти во локални, регионални и експресни патишта, инвестициски бран во здравството за изградба на клинички центри и болници, како и пруги и ски центри. Ова го најави премиерот Христијан Мицкоски. Во периодот кој што следи, убеден сум дека успешно ќе испреговараме и ќе заокружиме инвестициски бран помеѓу 5 и 6 милиарди евра, кои што ќе се случат во Македонија. И откако ова ќе го заокружиме позитивно, сакам да седнам со стопанските комори и отворено да поразговараме дали ние имаме капацитет да сето ова го реализираме. Јас сум убеден дека имаме, но ни треба добра организација. Мицкоски ја потенцира важноста на овие инвестиции кои изнесуваат од 35 до 40% од македонскиот бруто домашен производ. Помеѓу половина милиарда и 1 милиарда се средства кои што ќе финансираат проекти за изградба на локални, регионални и експресни патишта. Дел од нив ќе бидат модернизирани, односно реконструирани, дел ќе бидат изградени. Затоа велам помеѓу половина милиарда и милиарда. Се преговара, условите и така натаму. Тоа нема да биде нов долг, бидејќи ќе расте БДП-то, бидејќи во градежништвото парите 3 пати се вртат најмалку и нема да биде нов долг, односно номинално ние може да го намалиме долгот. Дел од проектите се оние во здравствениот сектор, клиничкиот центар Штип, болницата во Кичево и реконструкција на клиничката болница Титово. Инвестицијата пак во брзата пруга долж коридорот 10, каде што возовите треба да се движат со 160 км на час, ќе чини 2,5 милиарди евра. Премиерот Мицкоски истакне дека по основ на овие проекти ќе се зголеми БДП, а ќе се намали јавниот долг, бидејќи се работи за капитални инвестиции кои ќе покренат градежната оператива и за 3 до 4 пати ќе има обрт на финансиите. Поради чувствителната фаза во која се наоѓаат преговорите, премиерот засега не открива детали за инвеститорите, но по посетата на Обединетите Арапски Емирати изјави дека очекува само оттаму вложувања меѓу 2 до 3 милиарди евра. Се разговарало за проекти во Охрид, ски центарот Попова шапка, изградба на хидроцентралите Чебрен и Галиште и нови соларни и ветерни централи.